Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате шестиот дел од книгата Нашето учење, напишана од Хазрети Мирза Гулам Ахмад во 1902 година. Критериум за оценување на хадисите кои во себе содржат претскажување. Ако имате хадис кој во себе содржи претскажување, а кој го толкува хадисот мухадисин и се смета за слаб, додека во ваше време или во некое време пред вас претскажувањето содржано во тој хадис се исполнило, тогаш вие тој хадис сметајте го за вистинит, а за лажливци сметајте ги оние кои овој хадис го сметале за слаб и не го прифатиле мислејќи дека тоа е измислица. Постојат стотини такви хадиси кои во себе содржат претскажување, а повеќето од нив, од страна на мухадисините, се сметаат за измислени или непотпълни и слаби. Поради тоа, ако претскажувањето на некој хадис се исполни, а вие го отфрлите, зборувајќи дека не сте можеле да го прифатите, бидејќи бил слаб, или затоа што овој или оној пренесувач во низа, преку кој дошол не бил исправен човек, тогаш ваквото отфрлање од ваша страна ќе биде поради слабоста на вашата вера, бидејќи сте го одбиле хадисот, а Аллах ја покажал вистината на тој хадис. Размислете сега, ако илјадници вакви хадиси, кои од мухадисините биле сметани за несигурни и неприфатливи и слаби, а илјадници претскажувања бидат вистинити, дали вие ќе ги отфрлите, велејќи дека се слаби и со тоа ќе изгубите илјадници докази за вистинитоста на исламот? Ако направите такво нешто во случај, вие ќе бидете непријатели на исламот. Аллах вели, Он никому не ги открива невидените тајни, гајб, освен на пратеникот со кого е Он задоволен. Со кого тогаш можете да направите вистинско претскажување, ако не со вистинскиот пратеник? Зарем не е во состојба на вистинско верување, она што во вакви ситуации мухадисот сгрешил сметајќи го за слаб еден точен хадис? Или зарем за нас би било позгодно да се каже дека во поддршка на несигурниот хадис, при сведочењето на вистинската случка, самиот Бог, неузубиллах, сгрешил? Во секој случај, водечки принцип за вас треба да биде тоа, да следите дури и несигурен хадис, под услов дека тој не е спротивен на честниот Куран и Суннетот, или да е спротивен на друг хадис кој е во согласност со честната книга. Меѓутоа, секогаш е потребно големо внимание, бидејќи фактот е дека постојат голем број на фалсификувани хадиси, кои правеле голема конфузија во исламот. Секоја секта има по некој хадис, кој дава поддршка на нивното верување, така дури и во праксата, како што е извршувањето на намазот, поради разликите во хадисите, е дојдено до многу големи разлики во начинот на извршувањето. Некои изговараат на глас амин, додека други сметаат дека тоа треба да се прави во себе. Некои го пратат учењето на имамот, додека ја учи Фатиха, повторувајќи ги зборовите истовремено со него, секој во себе, додека други веруваат дека ваквото учење го расипува намазот. Некои рацете ги држат прекрстени на градите, додека другите ги држат на струкот. Вистинската причина за овие разлики се наоѓа во хадисот. ظهرت علامات الخسوف بليلة طلق لذيذ والرواعد تصخب إن المهيمن لا يضيع ضياءه. Секоја група е задоволна со она што го располага, со она што го прави. Навистина сунетот учи на само еден начин, а различните хадиси го променија овој облик. Исто така, со погрешното разбирање на некои хадиси, некои луѓе биле уништени.
سرنا بجوف الليل يا Ослободувањето од гревот се наоѓа во совршената сигурност. О, вие кои го баравте Господарот, отворете ги ушите и слушнете. Земете во предвид дека не постои ништо што ве ослободува од гревот, како што е совршената сигурност на верувањето. Сигурноста ви дава сила да правите добро, и единствено сигурноста може да ве направи луѓе кои го сакаат Бога. Оваа сигурно ве прави искрени. Можете ли да ги напуштите гревовите без совршена сигурност? Можете ли да ги контролирате своите ниски нагони без помош на сјајот на сигурноста? Може ли некој да постигне било каква вистинска промена во себе без оваа совршена сигурност? Може ли да стасате до било какво вистинско задоволство без совршена сигурност? Постои ли под небото било какво искупување и откуп кој може да ви даде сила да го отстраните гревот? Дали Иса, синот на Меирем, може ова да го направи за вас? Дали може измислената крв на Иса, Исус, синот на Меирем, да ве ослободи од гревот? О, вие христијани, откажете се од изговарањето на оваа страотна невистина, толкава да може земјата да ја разбие на парчиња. Иса, Исус, сам зависел од совршената сигурност на своето избавување. Тој верувал во сигурноста и го добил спасот. Навистина, тешко на оние христијани кои го мамат светот, зборувајќи дека го добиваат избавувањето од гревовите поради крвта на Исус Христос, дури и тогаш кога од главата до петиците потонале во грев. Тие дури и не знаат кој е нивниот Бог. Нивниот живот е небрежен и безгрижен. Во нивната глава е опиеноста од виното и тие се незналици за чистата опиеност кон Бог. Животот кој е со Бога е резултат на чистиот живот. Тие тоа не го добија. Затоа секогаш помнете дека од мракот не може да излезете без цврста сигурност, ниту можете да го добиете возвишениот дух. Благословени се оние кои ја имаат оваа сигурност, бидејќи тие го спознаваат Бога. Благословени се оние кои се спасени, бидејќи само тие ќе бидат ослободени од гревовите, и благословени ќе бидете вие кога ќе ви биде дадено оваа величествено богатство на цврстата сигурност, бидејќи потоа ќе настапи крајот на вашите гревови. Гревот и сигурноста не можат да постојат заедно. Дали вие некогаш свесно би ја ставиле раката во дупка, а во неа да гледате змија отровница? Или дали и понатаму би стоеле таму каде што дождот на црвените жештени камења паѓа од зовриениот вулкан? Или на местото кое е мета на молњи од небото? Или на местото каде што секој миг може да ве нападне лутиот лав? Или ќе живеете на местото каде опасната чума ги уништува луѓето? Тогаш ако верувате во Бога со истата цврста сигурност, како што верувате во опасноста на змијата, громот, лавот или чумата, тогаш не е можно него да го предизвикувате со непослушност и со тоа да си ја натоварите казната или да сакате да ја прекинете врската на искреноста и поврзаноста која ве поврзува со него. О, вие луѓе повикани на исправноста и вистината, бидете потполно сигурни дека во вас ќе се роди поврзаноста кон Бога и дека ќе бидете очистени од грдите дамки на гревот, единствено кога вашите срца ќе станат наполнети со цврста сигурност. Може би ќе кажете дека ја имате оваа сигурност, но треба да водите сметка и да помните дека оваа е измама од ваша страна. Таа цврста сигурност, навистина, се уште не е ваша, бидејќи не ги покажува условите кои неопходно мораат да одат со тоа. Вие се уште не сте ги напуштиле вашите грешни патишта. Вие се уште не сте го преземале чекорот кој требаше да го превземете. Вие се уште го немате стравот од гревот, како што би требало да го имате. Размислете, само затоа дека оној кој ја има сигурноста, никогаш не ја става својата рака во дупка, за која знае дека во неа се наоѓа змија отровница, ниту некогаш зема храна со која со причина верува дека е отруена. Ниту непромислено ќе оди во шумата каде што има 1000 лавови.
Како тој би можел да тргне кон оваа шума? Како тогаш вашите раце и стапки, очи и уши имаат храброст да грешат, ако имате сигурноста во Бога за наградата и казната? Гревот не може да ја добие победата над цврстата сигурност. Како самите можете да се фрлите во огнот, за кој знаете дека ќе ве проголта и ќе ве стори пепел? Ѕидовите на цврстата сигурност одат до небото, така што шејтанот не може преку нив да се качи и да ве дофати. Секој кој е очистен, очистен е и низ цврстината на сигурноста. Сигурноста е онаа што ви дава сила да ги поднесете тешкотиите, дури и до таа мера да го натерате кралот да се одрекне од својот кралски престол и да го прифати животот на питачот. Сигурноста ги прави полесни сите тешкотии. Сигурноста го способува човекот да го разбере и да го доживее својот Создател. Секое избавување е лага и секој откуп е невистинит, бидејќи секој вид на чистота доаѓа единствено од цврстата сигурност. Сигурноста е единствена работа која човекот го избавува од гревот, досегнува до Аллах и го унапредува во искреноста и истрајноста, повеќе и од самите мелеки. Секоја вера која низ цврстата сигурност не може да го покаже Бога е лажна, освен онаа во старите бајки. Не задоволувајте се со приказните. Бог е истиот и како што постоел порано, така постои и сега. Неговите моќи исто така остануваат онакви какви што биле и во минатото, и он исто така е во состојба да ги покажува знаците како и порано. Зошто тогаш да бидете задоволни само со приказните и бајките? Таа вера е уништена, чии чуда преданија се само бајките, и онаа заедница е уништена на која Божјата милост не се спушта и која не се очистила со Божјата рака и цврстата сигурност. Како што човекот го привлекуваат радостите на овој свет, кога ќе ги види со сопствени очи, слично на тоа човекот ќе биде привлечен кон Бога, кога со совршената сигурност ќе осознае дека духовните задоволства се уште посладки. Привлечноста на Божјата убавина така ги зафаќа неговите мисли и сето друго му изгледа како обична безсмислица. Човекот е избавен од гревот единствено врз основа на цврстата сигурност, да дојде до сознание за Божјата моќ и за неговиот надоместок, одмазда и казна. Незнаењето е корен на секоја смелост и човекот кој има дел од знаењето за Божјата сигурност нема да биде така потполно без страв од Бога. Кога сопственикот на куќата знае дека доаѓа силна поплава кон неговата куќа, или таа е обиколена со пламен од сите страни, освен еден мал дел, тој не може да остане во таа куќа. Како тогаш можете да останете во овие опасни состојби на вашиот живот, ако тврдите дека ја немате цврстата сигурност во Аллаховата награда и казна? Затоа, отворете ги очите и видете го Божиот закон, кој е во целиот свет. Не станувајте како глувци кои само одат долу, станете гулаби кои летаат во небесните височини, кои ја сакаат атмосферата на небото. По земањето на баијат за покајување не останувајте во гревот. Не бидете змија која исто толку останува змија и по отфрлањето на кожата. Сетете се на смртта, која со секој ден ви е се поблиска, а вие сте незнајковци во тоа. Трудете се да бидете чисти, бидејќи човекот чистината може да ја најде само доколку е самиот чист. على
Денес го завршивме 6-тиот дел од книгата Нашето учење. Еселаму алейкум.